Стојне, добре дојде во Охрид, за втор пат си во Hype Македонија, меѓутоа сега сме на една прекрасна локација, тука во Лихнидос, каде што ти често настапуваш. Кажи ми како си пред самиот настап. Така е, добре ве најдов. Драго ми што повторно еве сум заедно со вас. Добро сум. Преубаво се чувствувам во Охрид, бидејќи Охрид е еден од моите омилени градови во Македонија и како што рече често настапувам тука во Лихнидос, па да кажам дека еднаш месечно гостувам и драго ми е кога се дружам со мојата публика и публиката генерално во Спомна дека еднаш месечно обавезно си тука во Лихнидос, па дали можеби имаш некој омилен специјалитет тука во кујната? Во Лихнидос имам салата една која што многу си ја сакам, тоа е со телешко и многу зеленчук внатре, авокадо мислам дека става, така да таа ми е една од омилените. Успеа ли да се избањаш денеска во езерот? Не, денес не, затоа што бев на некои снимања. Снимев еден нов видеозапис заедно со еден мој колега, Гоце Петрецки, со кој што снимевме и дует. И наскоро ќе биде пуштен во етер и баш ми е драго, се надевам дека ќе им се допадне на слушателите и на нашите обожаватели песната. Ете, често настапуваш, имаш нови проекти, кажи ми нешто повеќе околу тоа. Како поминува летото, како имаш настапи, гледам дека нон-стоп си активна, како издржуваш? Летото е навистина напорно, патуваме низ цела Македонија, имаме доста настапи и се трудам да издржам сега и едноставно си ја сакам работата и мислам дека тоа е она што ме држи. Енергија имам, полна сум со енергија и секој момент гледам да одморам и да ги наполнам батериите и да бидам најдоброто од себе на секој нов настап. Кажи ми, Стојне, те препознаваат ли фанови? Дали вака на некои неочекувани места некогаш некој претерал ете со муабетите или ете со непрестојните понуди? Па ме препознаваат, морам да бидам искрена и некако понекогаш сакам да не ме препознаваат, сакам онака да си одморам, да си јадам во мирно. Пак ми годи, затоа што, како што реков, јас ја сакам оваа работа и сонував да бидам тоа што сум денес, така да не ми смета. Тоа некогаш знае да ми пречи кога сум изморана, кога не сум наспана, да кажам. Инаку, вториот дел од прашањето беше дали те препознаваат и дали имаш некоја чудна случка, вака не е убава? Чудна, да. Реков дека ме препознаваат, а чудна... не знам, ги имало многу. Еве конкретно ќе издвојам, предложиле брак. Да, ама не го сатив нели здраво за готово. Кога се случи тоа, на некој твој настап? Па и на настапи се случила и се случи, има многу фанови кои што постојано пишуваат на мојот фан-пејдж и постојано ми предложуваат брак, ама како што реков, не сваќам сериозно. Кога сме веќе кај бракот, морам да те прашам како Стојне на љубовен план? Комплицирано. Кога ги има нешто сериозно, кога ќе бидам во некоја посериозна врска и кога партнерот ќе сака да нели да го кажам кој е, тогаш ќе објавам и сигурно вие ќе бидете едни од првите кои што ќе го знаете. Значи има партнер, тоа ми беше важно. Стојне? Ето друго прашање, би те прашала кој пејач од нашата естрада или ете од балканската ти е тајна симпатија или ти бил во младоста? Од нашата естрада па не ги гледам така. Да ги сметам за колеги, си ги почитувам бидејќи генерално со сите кои што се познавам и се дружиме, се и повозрасни од мене, така да не ги гледам така. А порано, не знам, на мене и на некои мои другарки ни беше симпатија Стеван Анđелковиć, во тоа време кога јас бев, не знам, 7-8 оделение. Еве, тој ќе го издвојам. Кажи ми, Стојне,
Имам едно прашање што доста често го слушам, вака се врти. Дали би се, ако се најдеш во ситуација да му пееш на свадба на бившиот, дали би прифатила? Па, ако ме покани, зошто да не? Јас сум си во добри односи, така да не знам, еве сега ме пати во небрано. Не знам. Јас мислам дека работа си е работа. Професионално. Да, пред некој ден гледав еден филм кога пар раскинува и некако се погоди ситуација, не знаеа, ни глумицата во главна улога беше пеачка, така да му пееше на бившиот на свадба, кој што ја оставил иако биле верени. Ама ете, се добро се заврши, тоа е најбитно. Дали постои песна во твојот репертоар кој што ја мразиш да ја пееш, меѓутоа мораш поради тоа што ја сака публиката? Нема некоја песна што ја мразам, но можеби има песни кои што ми се многу пеени и барани и веќе онака ми се досадило постојано да ги пеам и да ги слушам. Можеби еден период кога многу ја бара, не знам, Поноќ. Ајде, да. Нека биде да. Стојне, морам да те прашам, на почетокот спомнавме што има ново кај тебе. Што предстои во иднина? Дали можеби работиш на некои нови песни, некој албум? Ете, видеозапис ми спомна. Така, јас сум личност која што постојано работи, така да и сега, иако не е онака турбо периодов се настапи, низ Македонијава сработив и 2 нови песни, односно 3, но третата уште ја правиме музиката, не е довршена музиката, а другите 2 се веќе комплетирани со музика и со текст, се работи на едната на аранжманот и да влезам во студио, како што најавив, едната е дует, заедно со мојот колега од Австралија Гоце Петраски, ќе излезе за брзо, другите 2 се ќе ги исполнувам сама јас. Така да се надам дека почетокот негде на септември ќе излезат заедно со видеозаписи. И се надам дека ќе ви се допаднат на сите вас. На нашата естрада со сигурност постојат повеќе фолк пејачи и од постарите и од помладите. Би сакала да те прашам дали имаш мислење за тоа дали постои љубомора на нашата естрада? Па секако дека постои. Постои и сум го осетила и на своја кожа, но јас сум човек кој што се радува на туѓи успех. Сакам кога некој е успешен, бидејќи така и се мотивирам и јас да работам што повеќе и повеќе, и да напредувам и да растам. Има љубомора, да, но сметам дека е добро да има конкуренција, бидејќи здравата конкуренција е навистина добра. И мислам дека кога има конкуренција, само така се оде напред. Супер одговор, Стојне. Сега морам малце по-шкакливите рубрики, ете да речеме, имаме подготвено за тебе. Се вика Kiss, Marry or Kill. Значи, со кого би се омажила, кого би го бакнала и кого би го отфрлила, убила, да речеме. Вака, го имаме Перо Антич, Тони Зен и Иван од Либеро Бенд. Прави ме окати. Леле, не знам сега. Ниту еден од нив не гледам на таков начин. Значи, Перо Антич, Иван од Либеро и Тони Зен. Па искрено да бидам, ниту еден од нив не е мој тип, така да не сакам да одговарам затоа што сите ги гледам првенствено како пријатели, сме се дружеле на Сумни Бела, така да... Добро, Стојне, се извадиете. Ќе те помилуваме. Ајде сега имаме уште една рубрика за тебе, добро позната, се надевам знаете. Тоа ќе го збориме вака виртуелно. Сигурно си запознаена со нашата најбарана рубрика 10 ама.
Ќе ти поставам 10 прашања, ти ќе ми го оцениш, нели, со оценка секој одговор. Имаме 10, ама се јавува секој ден само кога е сам дома и му е досадно. И па нула. Нула, да. Зашто така мислиш? Затоа што џабе е 10 кога не ми се јавува и не сум му битна. Не ме почитува толку за да ми се јави пред другите. 10 убаво мириса, прекрасно, ама собира тестери по парфимерии. Оф, леле, па... Не знам, ајде, 5. Само 10-5. Може е скржав. Може би, не знам. 10, ама има самодоверба само до моментот кога го отвара Instagram inbox. Потоа не. Во живо не. О, тоа е навистина проблем. А треба да работи на самодовербата. Ајде, тогаш 3. Да. 10, ама ти забранува да настапуваш. Тоа е голем проблем. Не е 10 тогаш. 1. Ако плаќа дупло од секој настап. Мене музиката ми е мојот живот, така да џабе тој ќе плаќа дупло ако јас не сум исполнета. Така да мора да ја почитува и тоа што го работам. И тоа го стакам. 10, ама вели дека те цени само ако си тивка, нашминкана и вокујна. Единица. Дали готвиш? Да. И тоа обожавам да готвам. Не сакам многу време да се задржувам во кујната, ама сакам да готвам и добро е што се погодува. Да. Партнерот како те оценува? Не знам. Ајде ќе го прашаме кога ќе го дознаеме. 10, ама е сингл, ама бившата му го има дупликатот од клучот од станот. А тој знае или не знае? Знае. И па мислам дека тоа не е во ред. Воопшто не е во ред и 2. Ајде, 2. 10, ама ги лајка сите твои ривалки на Инстаграм. Што да... Не знам. 3. Имаш проблем со тоа? Па не имам проблем, ама ако тој знае дека мене ми се, не знам. Добро, ма јас и немам некои непријатели, така да... Ривалки се мисли конкуренција? Па добро бе, нека ги лајк. Дека имам конкуренција? Дали сметаш дека ти имаш конкуренција? Па не сметам дека имам конкуренција, зашто секој си е единствен, си е посебен на свој начин, си има публика, така да сметам дека не може друга Стојне да има, така да изгледа и така да пее, секој си е, пак ќе кажам, посебен, единствен. 10, ама не те запросува, иако сте долго време во врска. Таа тема зборавме со една другарка одамна, дека што подолго да бидеш во врска 2 години, едноставно нема, нели, ајде. Па не знам, ајде, тогаш нека биде седмица. И Стојне, морам за крај да те прашам нашето виртуелно прашање. Актуелно 10, ама вози пунто. Па добре, јас никогаш не гледам на кој каква кола вози или не знам, колку пари има, тоа воопшто не ми е она што прво го забележам, така да ако е 10 и покрај пунтото е пак 10. Каква кола вози Стојне? Мерцедес. Нема врска. Ќе се возиме во пунтото и во Мерцедес. Битно е да сте среќни. Љубов, да има разбирање, почитување и да сме среќни и заљубени. Стојне, ти благодарам многу на овој интересен разговор. Ти посакувам пријатна вечер и убав настап. Ние ќе останеме тука да те слушаме.
ти си мелем за уши и за душа, така да ти посакувам се најдобро во кариерата и да се видиме наскоро со некои убави новости и пикантери. Се надевам и благодарам и на вас за поканата и се надам дека ќе се гледаме само за убаво. Поздрав!